Девојчето со кибритчињата. Беше новогодишна ноќ во која непрекинато врнеше снег. Едно мало сиромашно девојче со боси нозе одеше низ пустите улици. Додека талкаше, малото девојче ги изгуби чевлите од мајка си. Сега незините нозе беа смрзнати од студот. Во својата престилка, девојчето носеше неколку кибритчиња. Никој не купи ништо од неа денес и таа не заработи ниту една паричка. Исплашена дека ќе биде истепана од татка си, талкаше низ улиците во студената ноќ. Изморена од одење, таа седна наголот од уличката, се потпре на еден зид и се надеваше дека малку ќе се стопли. Мислеше дека светлината од кибритчето ќе ѝ помогне. Извлече едно и го запали. Пламенот беше топол и светол. Чувствуваше топлина. Пламенот ја стопли, па помисли да си ги стопли и нозете. Но попусто. Пламенот исчезна. Таа остана да седи сама со изгореното кибритче в раце. Потоа девојчето запали уште едно кибритче. Слабиот пламен сјаеше во темнината. Одеднаш виде соба во која имаше трпеза со печена гуска, јаболко и суви сливи. Уште повеќе ја развесели тоа што гуската скокна од садот и почна да ползи по подот заедно со ножот и вилјушката на незините гради. Одеше точно кон малото девојче. Но одеднаш кибритчето згасна и пред неа остана само смрзнатата ноќ. Девојчето запали уште едно кибритче. Во истиот миг се виде себе си како стои под божикна елка. Во следниот миг кибритчето догори. Божикната елка исчезна и исчезна и незината светлина кон небото. Божикната светлина се појави како голема блескава ѕвезда. Девојчето си помисли: кога ќе падне ѕвезда, нечија душа се искачува кон Бога. Тоа значи дека некој умира. Но кој може да е тоа? Можеше да биде единствено баба ѝ, но таа е веќе мртва. Девојчето запали уште едно кибритче и во неговата светлина стоеше незината баба и се насмевнуваше. Бабо, заплака девојчето. О, земи ме со тебе, бабо. Ја знам дека и ти ќе исчезнеш кога кибритчето ќе догори. Ке заминеш исто како слабиот топол оган, печената гуска и убавата божикња елка. Малото девојче очајно сакаше да ја врати својата баба, па затоа запали многу кибритчиња одеднаш. Кибритчињата светеа со топол голем сјај и стана светло како сончев ден. Незината баба никогаш не била толку голема и убава. Таа го зеде девојчето в раце и заедно одлетаа високо, високо кон небото. Горе на небото немаше ниту студ, ниту глад, ниту нељубезност. Тие беа во рајот. Но долу на земјата, на аголот од уличката седеше едно мало девојче со црвени обравчиња и насмеано лице. Беше измрзната до смрт во последната ноќ од годината. Новогодишното сонце сјаеше над телото на малото девојче. Ох, кутрото девојче сакало само да се стопли, зборуваа луѓето. Но малкумина од нив знаеа за прекрасните слики кои таа ги виде.